Со оглед на тоа што годината беше топла и влажна, овозможи интензивен пораст на плевелот по оризовите полиња. Од друга страна пак, овие температури не одговараат за развој на оризовата култура, така што се јавува надраснување на плевелот во однос на културата и токму затоа оризопроизводителите треба проблемот со плевелите да го сватат сериозно и што поскоро да започнат со заштита на оризиштата. Главен проблем на оризопроизводителите во целокупното производство, освен би рекол цената и откупот, останува борбата против плевелот, кој што годинава го имаме обилно по полињата, од причина што спомнав дека температурите заладија по сеидбата, тоа одговара на плевелот, а имавме и претходно топла и важна пролет, која што исто така е добредојдено за плевелот. Постудените температури пак воопшто не одговараат за развојот на оризовата култура и затоа е проредено поникнување на оризот и намален е склопот на растенијата по единица површина, што исто така е причина да има многу повеќе плевел по самите оризишта. Агрономите со совети и со апел да се користат хербициди кои што се регистрирани за употреба и кои што се наоѓаат на продажба во градот Кочани. Во Кочани и Кочанско, што се однесува до оризопроизводството, секогаш е присутен и увозот, нелегалниот увоз, односно увоз на хербициди кои што нема дозвола за употреба кај нас, меѓутоа на разни начини самите производители се снаоѓаат или тражат канали како да дојдат до хербициди кои што би биле поевтини, меѓутоа од друга страна па се и по несигурни, би рекол и поопасни за оризовата култура, затоа што и предизвикуваат некои фитотоксични проблеми кај самите растенија. Стојановски додава дека пред употребата на хербициди секогаш производителите да се консултираат со стручни лица агрономи, затоа што во последно време се јавуваат и голем број видови и подвидови од веќе постоечките плевели. И затоа потребно е да не се користат некои средства на своја рака, што се дозволени за употреба во пченка или стрни жита, што може да бидат фитотоксични за оризовата култура и може да се одрази на квалитетот и приносот на оризот.